Добар ден, криптоентузијасти. Една интересна работа која што сакам да споделам со вас е објаснување за тоа како изгледа лов на врв. Значи, гледам дека доста од луѓето се уште не разбираат што уствари ова треба да представува и како ќе изгледа овој тип на видео. Значи, тоа е практично додаток на самата техничка анализа, каде што во одредени видеа ќе правиме практично директно анализа техничка на тоа дали се наоѓаме на самиот врв. Сега, како тоа изгледа? Во текот на претходниот bear market, посебно на крајот на 2022, почетокот на 2023 година, правевме сличен ваков тип на видеа кој што се нарекуваше лов на дно. Што уствари тоа представува? Значи, на некој начин одлучив дека е паметно да се направи ваков тип на видео каде што се фокусираме само на фактот дали се наоѓаме на дното од одреден пазар. Така да сега истото ќе го правиме, но во обратна насока, каде што ќе се фокусираме на техничка анализа, ќе се фокусираме на сите индикатори кои што ги имаме дополнително за да утврдиме дали се наоѓаме блиску до самиот врв. Нормално никој не може да темпира врв и дно, но помага многу фактот кога знаеме дека се наоѓаме до потенцијален врв или дно на цената на биткоин. Зошто? Затоа што тоа го преточуваме во профит на алткоините. Сега, како што купувавме кога се наоѓавме на апсолутното дно на биткоин, тоа беше моментот кога имавме практично да речем индикатори и техничка анализа кои што ни покажуваат дека се наоѓаме негде блиску до самото дно. Го искористивме овој фактор со цел да алоцираме наше портфолио во алткоини. Сега ќе имаме обратна ситуација, односно кога ќе дојдеме во ситуација да утврдиме дека цената на биткоин е на некој потенцијален врв, нормално нема да продадеме се веднаш, но тоа ќе биде почеток, затоа и велам лов на врв, каде што ќе почнеме да правиме алокација надвор од портфолиото, односно тогаш веќе ќе почнеме делови од алткоините кои што ги имаме инвестирано да ги вадиме надвор во профит. Сега, нормално тоа ќе биде процентуално, дел по дел, сите овие коини кои што ќе бидат извадени од портфолиото ќе бидат известени нормално, ќе има и објаснување зошто секој од овие коини треба да добие и своја техничка анализа за да видиме дали колку сме во профит и кој е практично врвот и зошто мислиме дека е на врв овој алткоин. Нормално, уште еднаш ќе напоменам, тоа не значи дека ние точно ќе го погодиме врвот, но самиот DCA, надвор од позиција, ќе ни помогне да можеме да излегуваме во профит и да имаме доволна алокација во случај овој коин да продолжи да се движи нагоре. Така да на тој начин ќе го намалиме ризикот од потенцијално промашување на, да речем, апсолутниот врв на одреден коин. И уште еднаш ќе напоменам. Значи, ова ќе биде видеа кои што ќе бидат достапни кога конечно ќе дојдеме до оној потенцијален врв на биткоин. Уште еднаш, значи, ако сте го гледале нашата техничка анализа вчера, знаете дека се наоѓаме доста далеку од тој момент, затоа што и понатаму гледаме дека биткоин се уште не стигнал во тој дел од циклусот каде што конечно можеме да разговараме за врв на самиот на самото капитално добро. Така да, бидете стрпливи, се уште не сме почнали затоа што нема логика, значи ние не се наоѓаме на тие висини за да можеме да зборуваме за ваков тип на видеа, но кога тоа ќе се случи, само сакав да објаснам што да очекувате на нашиот канал. Дополнително не заборавајте дека тоа ќе биде една од најбитните работи. Зошто? Затоа што ова нема да биде излегување во стейблкоини, ова ќе биде по се изгледа нормално излегување во коини од типот на PAXG. Значи тоа е PAX Gold. Значи тоа е дополнителна работа која што треба да одлучиме на нашиот канал, треба да одлучиме како ќе излегуваме портфолиото, во што ќе ги алоцираме, значи во тоа време, нели, капиталните добивки кои што ги имаме, затоа што уште едно, значи во кеш не верувам, и ако треба да алоцирам нешто во кеш, тоа ќе биде мала сума. Второ, стейблкоин исто така немам доверба, посебно кога станува збор за USDC и USDT, затоа што ова се коини кои што во било кое време може да бидат замрзнати. Значи, иако ги чувате на вашиот cold wallet, стейблкоините се со еден ишуер, односно една институција стои позади нив и во било кое време може да одлучи да ви ги замрзне коините. Не дека јас имам терористичка организација па може да го направа тоа, но никогаш не се знае и затоа не сакам да ризикувам со сопственото портфолио. Затоа, потенцијално, од оно што сега за сега го размислувам, значи, коини се солуции. Една солуција е, како што веќе напоменав, PAXG, тоа е Paxos Gold, или тоа е валута која што е противредност на златото, каде што вие практично кога купувате Pax Gold, Paxos, компанијата која што стои позади оваа валута, купува исто толку голема количина на злато, кое што мора да го чува додека вие го имате овој коин.
пак со се во Америка, така да има соодветна контрола, значи не можат да прават глупости, односно ако не се лажам, дури имаат и дневна контрола за тоа како изгледаат нивните златни резерви, наспроти тоа што го има практично во дигитална форма луѓето кои што ги поседуваат овие коини. Дополнително ќе се фокусираме на стейбл коини кои што ќе бидат значи не со подкрепа на државни обврзници на Мурика, туку нешто како на пример Шен и Джет, каде што колатералот и понатаму останува во АДА. Така да тоа се некои интересни работи кои што за сега ги имам во предвид. Нормално сето тоа ќе видиме како ќе се одвива кога ќе дојдеме до моментот да вадиме профит. Се уште сме рано, значи тоа не значи дека ќе почнеме одма, само сакав да го напоменам ова затоа што гледам дека многу од луѓето не им е јасно што ова представува. Како би било полесно за вас, би ви предложил да се вратите назад на нашиот канал, една година наназад во материјалите и ќе најдете практично барем еднаш до два пати во месецот имаме ваков тип на видео, каде што буквално зборуваме за лов на дно. Така да погледнете ги овие видеа, чисто да видите како ќе изгледаат и што ќе работиме на каналот и ќе видите каков тип на индикатори користиме, како изгледа самото видео, што буквално бараме во овие видеа и што нели се најбитните, да речам, показатели кои што ги следиме кога станува збор за дно. Голем дел од нив ќе бидат исто така користени кога ќе го лоцираме и самиот врв. Така да, лоцирањето на врвот кога ќе дојде нели да го правиме тоа, верувајте ми ќе биде најбитната работа, затоа што дури се да сте направиле правилно и да сте алоцирале на самото дно и да сте обрале правилни моменти, ништо од тоа не е битно колку што е битно да испаднете во правилно време, во правилна позиција со соодветен профит од коините во кои што сте инвестирале. Се уште, барем на нашиот канал и јас лично како инвеститор, криптосветот или криптотехнологијата го сметам како потенцијал за стварање на капитална добивка. Се уште крипто не е доволно големо за да можеме да кажеме дека инвестираш и го забораваш наредните 30 години, освен биткоин, нормално и етериум, кои што се да речам двата шампиони во оваа категорија кои што дури и да ги забравите 30 години сигурно нема да бидете во негатива, но она што сакам да го напоменаме дека се уште го инвестираме овој циклус циклично на 4 години и го користиме со цел да го зголемиме своето портфолио. Односно, купуваме кога цената на биткоин и алткоините беа на апсолутно дно, како што знаете и сами на нашиот канал, веќе 2 години наназад, а продаваме кога сето тоа ќе биде на некои солидни врвови, без разлика дали ќе успееме на апсолутниот врв, значи тоа, верувајте ми, не значи толку многу. Идејата е да го направиме профитот за кој што сме влезени во овој пазар. А сето тоа, нормално, понатаму повторно ќе го направиме во втор циклус и верувам дека кога ќе имаме еден целосен затворен циклус од 4 години каде што сме успеале да алоцираме на апсолутното дно и да извадиме профит на апсолутниот врв, веќе ќе имаме и така речено 4 годишен материјал на каналот кој што буквално ни помага да утврдиме како би изгледал еден цел циклус и како би требало да се однесуваме во еден цел циклус. Односно, каналот и материјалот кој што го добиваме во оваа ситуација кој што го правиме за целиот циклус од 4 години ќе биде најдобриот показател за успехот на нашето инвестиционо портфолио. А во овој случај, нормално, ваквиот успех, преточен во едукационен материјал, ќе биде и најдобриот курс кој што може да го имате за еден целосен циклус на биткоин. Така да ви благодарам, уживајте во нашиот материјал како и секогаш и се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Кемиџија.